Пониски сметки за струја вети владата. Очекува ова да стане реалност за најмногу 2 години со формирањето на единствен пазар на електрична енергија. Ова го соопшти вице-премиерот Ангјушев на форумот на преносни оператори од Југоисточна Европа, што се одржа во Охрид. Таму е колешката Нина Нинеска-Фидановска. Нина, кои беа главните заклучоци на форумот? Токму така, Весна, овде во Охрид туку што заврши форумот на електропреносните систем оператори од регионот на Југоисточна Европа, на кој сите овие компании практично се обврзаа дека максимално ќе ги забрзаат сите своји активности за формирање на единствен регионален пазар на електрична енергија, кој потоа пак би се вклучил во паневропскиот пазар. И овде најголем интерес предизвика изјавата на вице-премиерот Кочо Ангјушев, кој рече дека со овој единствен регионален пазар, но и со неминовните инвестиции што мора да се случат како во производните енергетски капацитети, така и во преносните, како што се далекуводите, ќе дојде до намалување на цените на електричната енергија за потрошувачите во период од најмногу 2 години, но тоа и ќе подобри стабилноста во снабдувањето со електричната енергија. Но за повеќе детали јас предлагам да поразговараме со генералниот директор на МЕПСО, Сашо Василевски, компанија која практично беше организатор и домаќин на овој форум. Господине Василевски, имавте многу интересно мото на форумот како границите да ги направиме мостови. Може ли да ни откриете кои беа главните заклучоци од форумот? Ако го согледаме повеќе годишното искуство на Европа, каде што веќе функционира единствениот пазар на електрична енергија, ако имаме во предвид и препораките на Европската Унија, а ние како земја членка која што се стремиме да станеме дел од европското семејство, од една страна, а од друга страна ги гледаме дефинитивно интересите на граѓаните, не само на Република Македонија и на сите соседни држави, мотото е сосема логички. Мотото е навистина точно определено како границите ги направиме мостови. На денешниот самит присуствува малтене сите членки од Југозападен Балкан, генералните директори на сите електропреносни систем оператори. Излековме единствен заклучок. Ние мораме да се придржуваме кон Европа, ние мораме да формираме единствен пазар на електрична енергија. Во таа насока, македонскиот електропреносен системски оператор, првата задача е да формира берза, а вие знаете дека формирањето на берзата веќе е предвидена во новиот закон за енергетика, кој што во моментот нели се наоѓа пред Собранието на Република Македонија. Втората фаза или втората постапка е после формирањето на таа берза, истата да ја припоиме кон некоја од берзите кои што веќе неколку години функционира, дали тоа е Република Бугарија, Србија или пак Република Грција. Најголем интерес овде предизвика изјавата на вице-премиерот Кочо Ангјушев, која што и вие ја потврдивте, дека за 1 до 2 години може да дојде до намалување на цените на електричната енергија. Може ли да ни откриете како тоа ќе успеете да го постигнете? Сосема исправна и точна беше констатацијата на вице-премиерот Кочо Ангјушев, поаѓајќи од самиот факт на формирање и гледајќи го искуството на Европа како функционира единствениот пазар на електрична енергија. Тоа всушност подразбира да се обезбеди фер услови за сите потрошувачи, снабдувачи, трговци со електрична енергија, каде што по тие фер услови може да учествуваат сите подеднакво. Самото учество на сите овие субјекти, на сите тие берзи на единствениот пазар на електрична енергија, сосема логички и економскиот заклучок дека добиваме поконкурентски цени, кои што дефинитивно и конечно е целта на сите систем оператори, затоа што сите работат со една единствена цел за граѓаните на сите држави, вклучително тука и за граѓаните на Република Македонија, каде што основната интенција е да имаат што поевтина цена на електрична енергија. Јас ви благодарам што бевте гостин во вестите на Телма. Тоа е се одовде од Охрид, каде што туку што заврши форумот на електропреносните систем оператори од регионот на Југоисточна Европа. Весна?
Благодарам, Нина. Тоа беше колешката Нина Нинеска-Фидановска, која го следеше форумот на преносни оператори во Охрид, на кој владата вети по ефтина струја за потрошувачите.